Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Емисија која што овој понеделник на моје задоволство ја посветуваме на нешто што е далеку од оние теми кои што редовно ги имаме и кои што практично се многу присутни во јавноста. Сите сме оптоварени со политика, секојдневно сите сме премиери, сите сме политичари, градоначалници, мислиме дека сите се можеме, ама и вечерва со темата која што имаме ќе биде нешто за што постои голем интерес, а мислам дека има многу малку знаење. И токму затоа многумина не ја познаваат доволно темата за оваа вечер, многумина сметаат дека секој може се, и јас сум меѓу оние кои што апсолутно многу малку знаат за криптовалутите. Тоа е нешто за што се говори многу во светот, тоа е нешто за што многумина сметаат дека брзо може да се збогатат, дека може да станат не милионери, туку можеби милиардери. Меѓутоа, какви се работите конкретно, што се криптовалутите, што се треба да знаеме за светот на криптовалутите. Вечера разговараме со Дарко Симуновски, криптоексперт, кој што има издадено и своја книга на оваа тема, кој што долги години работи. Не е на одмет и мислим дека знаење секогаш ни е потребно. Добро вечер, Дарко. Добро вечер. Добре дојдовте во нашето студио. Задоволство ми е што сум во вашата телевизија за прв пат. Благодарам на поканата. Благодарам и за одзивот и за тоа што ќе опатиме една тема која што веќе реков. За политика сите не бива, за економија се правиме дека сите не бива, за криптовалути уште немаат храброст сите да кажат дека ги бива. Може ли секој да се занимава? Може ли секој да работи со криптовалути? Моето мото е дека секој човек може да постане тоа што сака, но меѓутоа ако навистина се труди и ако навистина учи, затоа што знаењето е двигател на се. Така да и за криптовалути апсолутно. Треба да знае човек. И видиме што може да им препорачате во вечер да знаат. Меѓутоа, се ова е поврзано со економијата. Апсолутно. Ние сме во моментов во глобална криза, економската криза ја погодува и Македонија. Вие следите, нормално, криптовалутите се дел од економскиот свет во целиот свет, па и кај нас. Ја следите макроекономијата и кај нас и во светот. Како гледате на оно што моментов се случува во светот? Јас прво сакам да кажам во врска за оваа тема за макроекономијата, односно за оваа тема што последна година станува како мејнстрим, многу популарно се зборува често за инфлацијата. Порано многу ретко обични луѓе зборуваа за инфлација, но сега често гледаме дека секој зборува за тоа. Тоа е затоа што сите луѓе насекаде во светот се погодени од оваа инфлација. Али најбитното да се морам да го спомнам, да го напоменам дека ова инфлација е резултат на COVID-19 мерките што се случува. Затоа што не можете да пуштате тоа што го правеа владите ширум светот, не можете да пуштате вие пари во оптек, во промет, што не се реално покриени според БДП. Тие правеа токму обратното, затоа што сепак знаеме дека секоја една влада тера популистички мерки за да остане на власт. Така да имавме таа ситуација на секаде во светот и очигледно се трошеа многу повеќе пари од тоа што можеа државите да си дозволат. И сега тоа го гледаме овој резултат на оваа инфлација. Сега, исто така морам да прецизирам, пошто често во медиумите се спомнува дека војната во Украина е како резултат на инфлација. Апсолутно не е тоа. Ова што се случува војна во Украина, допрва ќе ги трпиме последиците во наредната година, а тоа ќе биде кризата за храна и исто кризата за синџирна набавка, што ќе донесе дополнителна криза насекаде во цел свет. Имаме една ситуација во Македонија, многумина експерти или експерти во наводници, луѓе кои што едноставно потпаѓаат по она така површинско гледање на работите, говорам за вторите повеќе, така лаички сакаат да кажат дека Македонија и без тоа беше во криза, па сега ова за нас ништо не значи. Дали може така да се гледа на работите? И дали некако бегло се гледа на кризата во Македонија, не толку со некој сериозен пристап? Понекогаш имам таков впечаток. Да, се согласувам дека е така и јас тоа го приметив од кога дојдов тука во Македонија во последнија месеци. Да, тоа е точно дека Македонија била често во криза, тоа е јавна тајна, тоа сите го знаеме, но меѓутоа повеќето луѓе не се свесни дека оваа криза е насекаде. Еве ќе ви дадам еден пример. Ако работевте лани како обичен работник, неквалификуван работник во Германија, ќе заработувавте негде 1500 евра, каде што реално можете да заштедите можеби 300 евра месечно.
Сега тоа станува невозможно. Дури во Германија е невозможно. Затоа што инфлацијата во еврозоната моментално е 10% во цела Европска унија. Имаме држави што се исто така многу силни економии, како Холандија има 15% инфлација. Ние сме тука отприлика со 20% инфлација и сметам дека ќе се накачува повеќе затоа што сметам дека Централната банка, кај нас Народна банка, не презеде доволно мерки и навремени мерки, поготово со накачување на каматната ставка на Централната банка. Тоа требаше да се случи многу порано и поагресивно. Но меѓутоа, исто така, што е најбитно тука кај нас? Македонија е економија што зависи од производство. И дефинитивно во Македонија, кој да е на власт, треба да стави повеќе инпут во економијата на производство. И исто така треба да им се даде можност на производителите да имаат можност за поевтина енергија. Значи, некои такви мерки да се дадат, да може производството да се стави повеќе инпут во производството, за да можеме ние тоа да го пренесиме како е економија целокупно во цела држава. Кажавте дека да, Европа се соочува навистина исто така со инфлација и пак ќе кажам, јас и тоа го забележувам дека практично многу повеќе како подисплашени или загрижени се луѓето во една Германија, луѓето во поразвиени земји од кај нас отколку ние. Да. Се забележува дека предупредувања има сериозни. Ми се чини кај нас дека на некој начин, да, мерки има, меѓутоа само за пребродување на работата. Како она што се случува во Македонија? Од економски аспект во моментов. Имавме криза, корона криза, кога имавме субвенционирање мерки за да се помине сето тоа, како што рековте, пари кои што треба се обезбедат од некаде. Да. Исто така се имаме антикризни мерки за енергетската криза. Да. Што ќе почувствуваме ние, ведејќи ова се задолжувања кои што не биле планирани? Да. Што можеме да очекуваме во наредните не 1-2 години, 3, 4, 5, 10, да, можеби после се ова што се случува на економски план? Искрено, Македонија е во многу незавидна позиција, затоа што првенствено буџетот на Република Македонија не е реална отслика на тоа што е економија во Македонија. Тоа е прва работа. Втора работа, сега ние во 2023 ќе имаме дополнително преку 1,5 милиарди нахнано друго задолжување, од кои преку 800 милиони, од прилика, околу 800 милиони ќе бидат буквално задолжување ново, а другите ќе се исплаќаат стари долгови. Таквиот начин на одржување на економија е неодржлив на полог рок. Затоа што, дефинитивно, како што реков, ние треба да се фокусираме на производителите. Треба државата да застане со јасна позиција во врска за производството да се стимулира. Тоа е единствен начин за државата да може на подолга стаза, на подолг рок, да се стабилизира економијата во Македонија и да одиме во прогрес. Така. Да преминеме на она што е ваша област, на некој начин, да, директна ваша област. Меѓутоа и од аспект на тоа, колку време сте во светот на криптовалутите, каде би се сместиле себе си во тој свет, лично? Јас не можам да кажувам, да зборувам за себе кај би се сместил, но јас сум во криптовалутите како инвеститор од 2017 и исто така од 2017 јас сум редовен ученик секојдневно. Јас се уште учам. Јас се уште сметам за себе дека сум ученик. Затоа што ова е многу фасцинантна технологија, сепак се работи за нешто ново, тоа го нема во школа да се учи, може би во иднина, во скора иднина ќе го има, но меѓутоа моментално го нема тоа и дефинитивно ова е нешто каде што начинот на учење е самостојно. Значи тоа е начинот на учење. Има извори, има места каде што може да се едуцираат луѓето, апсолутно, и јас во последната година и 2 месеци веќе работам со мојот вебсайт, токму во таа насока, односно да се даде што повеќе едукација на што повеќе луѓе во светот за да ги разберат фундаментите на криптоиндустријата. Вебсајтот е Токен Падок, за него ќе говориме нешто подоцна. Сега пред да преминеме на она класично прашање кое што и мене ме интересира околу тоа што се криптовалути, би сакал едно мислење од вас за тоа каде се криптовалутите во економскиот систем. Каков дел се веќе, дали се уште некаков дел кој што на него се гледа како нешто имагинарно, на нешто што многумина можеби мислат дека ќе трае кратко, дека ќе изумре како некои други новитети во светот. Каде се криптовалутите во економскиот систем во светот?
Прво морам да напоменам дека природно е и човечки да се плашат луѓето од тоа што им е непознато. Тоа е сосема природно. И од озгора на се, овие криптовалути не доаѓаат од институции, не доаѓаат од држави. И тоа е овај... се плашат за гаранцијата. Ајде, она што доаѓа од држава си велат каква таква некоја гаранција има, нели? Некој стои во банка кој ќе ставиш пари, кој ќе имаш и накупај. Точно така е и тука е проблемот. Тука лежи цел проблем, затоа што болката што ја трпат луѓето насекаде во светот е поради централизираноста на оваа економија. Тука лежи цел проблем, затоа што ако гледаме од секаков аспект, пример, природата е децентрализирана. Така да и блокчейнот, самиот блокчейн технологија каде што се базираат овие криптовалути е децентрализиран. Така да работи по природен начин. За разлика од оваа централистичка економија каде што може си интервенции, можно е многу ситуации кои што очигледно со оваа или вештачко одржување на некој начин. Да, и пред сега морам да спомнам дека обичниот народ се оди подолу и подолу, стандардот на обичен народ. Широм светот, ова е секаде проблем, не е ова само во Македонија ексклузива. Значи, тоа е првиот дел што сакав да го напоменам. Сега, кај се наоѓа криптосветот? Криптосветот моментално е еден мал фрагмент од финансиските средства во светската економија. Значи, ако споредуваме денеска, сите акции во светот да ги измериме, од прилика тежат околу 100 трилиони долари маркет капитализација. Во споредба, криптомаркетот е нешто над 1 трилион денес. Тоа значи 1 према 100. Значи еден сосема мал фрагмент. Ако споредуваме тогаш комодитети, пример, само маркет капитализација на злато е над 11 трилиони долари маркет капитализација, или обврзниците, односно овие што ги издаваат државите, проценките се дека се над 300 трилиони маркет капитализација американски долари, секако. Така да, значи, во споредба со тие останати финансиски средства, дефинитивно сме на почеток пред глобална адаптација на криптовалутите, апсолутно. Токму поради тоа многу луѓе не знаат што се криптовалути, нејасна е се уште таа област за огромен број од граѓаните, па и за нас новинарите кои што сакаме да ја следиме таа проблематика. Еве, да слушнеме што се криптовалути, како функционираат. Основно нешто што можеби, секој треба да го знае доколку планира да се зафати, пак и информативно да знае, бидејќи очигледно иднината можеби ќе биде токму во нив. Да. Па ќе се обидам вака во наједноставна дефиниција. Криптовалутите представуваат дигитални валути кои функционираат само на блокчейн технологија и тие не се издаваат од централни органи или институции или фирми, предпријатија. Криптовалутите се 100% децентрализирани. Генерално, не сите, но меѓутоа генерално таа е идејата на криптовалутите. Сега, кога споредуваме со овие фиат валути што се издадени од централните банки, кои се главните карактеристики и разлики? Фиат валутите што се издаваат од централни банки, сите се инфлациони. Што значи тоа? Дека денес 100 долари, утре ќе вредат многу помалку, после 3 години уште помалку. Ако се вратиме на назад, ние знаеме колку вредеа 1000 денари пред 5 години, колку пред 2, колку денес. Значи, ова слика, ова инфлација ги јаде парите и на некој начин е кражба на цел народ. Сега, од друга страна, криптовалутите презентираат дефлациони, како дефлациони средства, затоа што нивната вредност се накачува со тек на времето. Затоа што колку што повеќе инвеститори влагаат во криптовалутите, толку вредноста оди нагоре. И како што реков, тие се децентрализирани. Единствено нешто за некој да ги користи криптовалутите потребно е само интернет конекција. Не треба никаква дозвола од трето лице и што е најбитно, трансакциите кои се случуваат во блокчейн мрежата, кои се случува некој, еве јас да речеме ти праќам тебе некои средства, да речеме биткоин, значи меѓу нас во таа трансакција нема никаков посредник. И самата блокчейн технологија е гарант за средствата дека ќе стигнат од една места во друга, а за тоа се грижат мајнерите, односно тие што одржаваат мрежата. Така да, дефинитивно, како што реков и премалку, природата е децентрализирана и блокчейн мрежата е децентрализирана и е сосема природна за користење и мислам дека се повеќе луѓе треба да се едуцираат за да ги видат бенефитите од користење на ова технологија и економија во склоп. Затоа што сепак тие презентираат сите криптовалути, ова морам да го напоменам.
Многу луѓе сметаат дека се тоа само нешто како акции одат горе долу и така натака, но меѓутоа треба да разберат сите Да, дека губат вредност, велат таа падна и слично. треба да разберат сите луѓе дека криптовалутите имаат одредена вредност и презентираат одреден проект. Значи, зад секоја криптовалута има одреден проект, нешто што има некакво значење. Сега, ако ми дозволиш, јас би ги ставил класификациите на криптовалутите. Моментално имаме, може да ги ставиме како 5 ранг позиции на криптовалутите. Тоа се store value, односно нешто како златото, тоа се рачуна биткоин. Ќе навлеземе и потака зошто е тоа така. Потоа имаме платежни криптовалути, имаме приватни криптовалути, имаме криптовалути кои се уствари инфраструктура и имаат свој смарт контракт, паметни договори инфраструктура. Исто така имаме Layer 3, односно токени што презентираат апликации изградени како слој 3 од озгора на блокчейнот и тие имаат своји токени и исто тие се одредена класификација во криптосветот. Сега едно може ќе звучи банално прашање, но така тие што не знаат ќе прашуваат така и јас ќе прашам токму така. Секој кој што сака да направи одредена материјална добивка, да има нешто, да има финансиски средства, сака со нив нешто да купува. Како може да ги да се вреднуваат на пазарот? Како може да оствари материјални добра со криптовалути? Дали тоа е посебен свет кај што се плаќа со криптовалути или тие криптовалути практично се претворат на некој начин во денари, девизи, марки, не знам, долари, слично? Може би е прашањето нелогично, но ќе простите на тоа. Не е логично, сосема логично прашањето. Криптовалутите во секаде, низ целиот свет, можат да се конвертираат било каде во локална фиат валута. Освен во некои држави како Кина, комунистичка, централистичко редување, каде што се забранети. Тоа е многу јасно зашто се забранети таму, затоа што сепак владее таму комунизмот. Комунизмот сака да има тотална контрола. Сега, што се како да ги конвертираме? Има неколку начини. Пример, ако некој купи криптовалути со дебитна или кредитна картичка на одредена криптоберза, може да ги конвертира во крипто. Ако има потреба, може во секој даден момент да ги конвертира од крипто во таа локална фиат валута, без разлика дали е долар, евро, денар и така натака. Тоа е една опција. Втора опција кај нас во Македонија, што е честа, и искрено јас поддржувам, има доста менувачници во Република Македонија, насекаде, дури и тука во Штип, насекаде во Македонија има менувачници што можат буквално да ви сменат од криптовалути, фиат валути или обратно. Значи таа е опцијата. Се прилагодува светот на криптовалутите, неизбежно е. Да, апсолутно. А кога одиме во западниот свет, втората опција би била биткоин машини апарати. Тие се исто како ATM секој апарат и можете вие во секој даден момент да си купите крипто или да продадете крипто и да го конвертирате во локална фиат валута. Апсолутно. Имам уште 2-3 минути до рекламите во оваа емисија. Би сакал да ги искористиме, може би наједноставно да кажете, како некој што сака да влезе во светот на криптовалутите, како може да влезе, како може да инвестира, да купи криптовалути, како и да е изразот. Наједноставно некој сака да влезе во тој свет, како? Да. Прво и основно кај криптовалутите, затоа што, како што реков, тие представуваат еден нов вид на технологија и економија. Така. Тие се склоп на технологија и економија. Но меѓутоа сепак е еден нов феномен, нова појава, последниве уназад од излагањето на биткоин во 2009 година. Значи, парадигмата на економскиот систем и како работите функционираат, овие криптовалути буквално ги промени и допълно ќе го променат и светот. Тоа е несомнено. Сега, по-конкретно, значи, прашањето беше... Ако јас лично сакам да инвестирам, да имам криптовалути, така, најбитното овде, јас секогаш што е на сите им го кажувам. Значи, ве молам, прво, почнете со едукација, мора вие да се едуцирате, па после додите да тргувате. За жал, многу луѓе, пример, сега ќе ви кажам, една статистика. Моментално во крипто светот преценките се дека има негде околу над 300
2-30 милиони луѓе што користат редовно криптовалути или имаат во посед криптовалути. Така. Но меѓутоа, само 8% од нив се запознати со децентрализирани финансии кои користат децентрализирани апликации и децентрализирани новчаници, популарно кажане дигитални или хардвер волети. Тоа е, еве јас носам како еден пример, сакав да го покажам. Ова е еден хардвер волет. Не знам дали може. Личи на USB. Како што гледате, изгледа на USB. Да, наликува на USB, да. Ова хардвер волет е кога чуваат луѓето, пример, еве морам да спомна зошто е потребна едукација. И јас токму тоа го правам. Јас сакам да ги едуцирам луѓето за да знаат на кому и да му веруваат и на кој начин да тргуваат, односно да влезат во овај свет на криптовалути. Сега, многу од нив, како што реков пред малку, само мал процент и тие што имаат крипто, да не зборувам за тие што воопшто не ни пробале со крипто, многумина не знаат и користат пример менувачници како Binance, Coinbase, популарни централни менувачници. Сега сакав да направам една споредба. Кога чувате криптовалути во една централна менувачница, тоа е де факто исто како да чувате пари во банка. Затоа што технички, кога чувате пари во банка, парите не се ваши, туку некој ги инвестира и работи со нив. Не се ваши, туку на леджерот на банката имате ваше име отпишано дека вие имате сметка таму. Така. Значи тоа е технички така. Исто и во централните менувачници и крипто средствата. Но кога чуваме пари во джеп, кеш, тогаш де факто ние сме собственици и ние сме во тотална контрола. Исто и со криптовалутите. Кога се чува во еден ваков хардвер волет, леджер, или софтвер волети, во тој случај вие сте во контрола на вашите крипто средства. И затоа имаше сега во ова крипто зима, така популарно наречена, имаше и краширање на големи менувачници и штедилници за крипто, но меѓутоа централизирани и тие пропадна и луѓето ги изгубија своите средства. Токму поради не едуцирање. Затоа, јас морам да кажам, мора да има пред се прво едукација, да се знае што е што, и како да се пристапи, па после да се почнува да се тргува или евентуално да се инвестира во криптовалути. Околу едукацијата и околу некои други прашања, околу вашата книга, во вториот дел од емисијата, сега е време за реклами. Реджи, одиме со реклами, се враќаме со Дарко Симуновски, говориме за криптовалутите, област која што очигледно уште е нејасна за поголем дел од граѓаните и треба многу едукација, треба да барате каде да се информирате, за да не дојдете во ситуација да кажете дека како на пример некои примери кога се жалат луѓето дека загубиле многу пари, како OneCoin. Да, има многу. Одиме со реклами, се враќаме по нив. Елкос. Локацијата за најдобрата понуда и цени е известна, а вашиот избор е најдобриот. Зашто се одлучивте за Елкос? Купете се што ви треба и останете задоволни. Зашто купувањето во Елкос секогаш носи насметки. Trinks. Повеќе од 20 години искуство, произведени над 1,2 милиони велосипеди. Продажна мрежа низ целиот свет. Со најнови технологии, Trinks велосипедите се еден од најбараните брендови. Огромна производна линија и модели на маунтбайк, друмски велосипеди, лајфстайл модели, детски и електрични велосипеди. Само во Хамачи, овластен увозник за Trinks за Македонија. Нутини, најдоброто од мајката земја. Можете да си направите журка каде и да посакате. Се додека ги имате вистинските луѓе и вистинската музика. Единствената мобилна апликација со најголемите балкански музички хитови е одсега достапна на вашите мобилни телефони бесплатно со сите prepaid M-Start SIM картички.
Со MTEL M-Start Prepaid надополнувајте кредит секој месец и добите бесплатен пристап до Balkan Music со вашите омилени балкански хитови на најпознатите музички артисти од регионот. Само со MTEL. Сигурни ли сте дека можете да ја направите којната? Да, секако. Знаев. Поминаа 3 месеци. Каде е? Имам подобро решение. Нудиме брзо, едноставно и професионално решение. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. 20 години покрај вас. Eurolink осигурување. Динактрид се вклупува во сите идеи за најдобрите купатила со асортимани понуда која постојано го одушевува. Влезете во светот на Динактрид и изберете го најдоброто за вас. Неверојатен избор на ламинати. Најквалитетни и уникатно дизајнирани плочки. И секако, најдобрите врати. Единствената понуда Динактрид ја нагласува и со комплетна програма за теписи и патеки. Повелете, изборот со кој секогаш ќе се гордеете е Динактрид Виница. Кому би му ги довериле вашите очи? На најголемите, најискусните, единствена очна болница со 4 диагностички центри, Систина офталмологија, над 50 офталмолози, светски стандарди, пациентот во фокусот, програма за специализација, Систина офталмологија. Закажете веднаш на 02 3097 000. Гледате Што мисли народот, гостин Дарко Симуновски, криптоексперт. Еве назад во студио говориме за криптосветот со Дарко Симуновски, кој што во овој свет веќе има свое искуство. Пред да преминеме на вебсајтот ваш, кој што нуди информации, книгата ваша и за други прашања. Јас би поставил уште едно прашање кое што доаѓа од моите познавања на економијата. Досега она што е основно, за да има средства треба тие да се произведат некаде. Значи треба да има производство за да се добијат средства, да се направи еден буџет. За да има криптовалути што треба? Како се добиваат криптовалутите, оние кои што инвестираат, кои стои зад нив? Кое производство ја дава вредноста на криптовалутите? Еве, наједноставно. Еве вака сега. Прво треба да се разбере дека криптовалутите сами по себе представуваат код, одреден код внатре во мрежата, во блокчейн мрежата. Така. Значи, најтехнички гледано. И тие кодови презентираат одредена вредност. Сега, која е вредноста како сите пазари што постојат? Ќе ги спомнам акциите. Акциите, како добиваме ние вредност на акција, дали е горе-долу? Способност на поборувачка и понуда. Истата математика иде кај криптовалутите. Како што иде понудата и поборувачката, така иде и цената. Затоа што секоја криптовалута има свој вид на економија, наречена токеномија. Исто како една централна банка, како што има одредена економија, како ќе ги спуштат фиат валутите во пазар, така и криптовалутите има начин како тоа го прават. И сето тоа, за разлика од ова што го знаеме централниот свет на економија, овде кај криптовалутите се е транспарентно. Нема лаги, нема измами, нема цензура во блокчейн мрежата. Се е транспарентно, јавно. Значи овде се инвестира во одредени области кај што се инвестира за да се заработи слично. Која е разликата меѓу кога работите со криптовалути и работите со долари, да речеме? Која би била разлика? Како што реков пред малку, значи фиат валутите пред се ако гледаме како термин, тие се представуваат како медиум за размена на стоки и услуги. Так. И сметам дека прав инвеститор фиат валутите за тоа ги чува. Фиат валутите не се за штедење. Значи прво од тука да почнеме. Проблемот е што
голем дел луѓе во светот воопшто не се едуцирани во врска за економијата. И многу прават грешки што се многу едноставни. Значи, прво од тука да почнеме. А криптовалутите се нешто каде што можат и покрај тоа што можат да разменуваат одредена вредност, да служат како еден начин на валута за размена, нели, на вредност, но исто така можат да бидат, како што реков, затоа што се дефлациони, може да бидат одличен начин за штедење. Така, и сега да преминеме на таа едукација. Јас реков на почеток кој е Дарко Симуновски и колку време е во светот на криптовалутите, меѓутоа она што е ваш професионален ангажман, меѓу другото е поврзано и со водење на еден вебсайт Токен Падок, така. Да. Малку за тој дел, професионалниот ангажман и вебсајтот кој што го имате. Што нудите, што е предноста таму, што можат да најдат луѓето? Да. Прво, кога ќе го погледнете Токен Падок вебсајтот е многу поразличен од други познати крипто вебсајтови. Зошто? Затоа што на Токен Падок имаме неколку секции, значи почнувајќи од homepage кога влагате во вебсајтот, се гледа цела берза. Значи секој може да ја прати во живо цела крипто берза. Потоа имаме на вториот дел од менито имаме најнови вести каде што покриваме одредени вести. За разлика од другите вебсајтови, јас не споделувам вести за шпекулативни токени, како меме токени, и исто така не споделувам вести за централизирани токени, што ги замајуваат криптоинвеститорите дека инвестираат во децентрализирани криптовалути, уствари нема, затоа што, како што реков, има 20.000 криптовалути. Не значи дека сите тие се честни, добронамерни и децентрализирани. Значи има и други позадини. Сега, исто така во менито имаме фундаментална анализа, затоа што мојот пристап, за разлика од многу други што се занимаваат со криптовалути, мојот пристап е исклучиво фундаментална анализа. Затоа што остатокот на трейдери го користат техничката анализа. Техничката анализа е добра само за некој што тргува редовно. Фундаменталната анализа, кога правиме една фундаментална анализа проценка на одреден проект, тука нема грешка. Ако ја направиме како што треба таа фундаментална анализа, значи исто така на вебсајтот има исклучиво само фундаментални анализи и исто така има секција бесплатно за секој со free subscribe, бесплатна претплата, може да провери, има секција на едукација каде што ги има овие термини, односно на блокчейн, на криптовалути, децентрализирана автономна организација и така натака сите тие поеми. Јас пишувам оригинално на англиски, затоа што најголемиот дел од публиката ми е од ширум светот, од Јужна Кореја па се до Америка. Нема граници за овој дел на комуникација. Но меѓутоа имам ставено опција на сајтот уште на 13 јазици преводи, вклучувајќи и македонски и други јазици. И покрај таа секција на едукација, исто така имаме во таа едукација имаме секција каде што јас ги нарекувам крипто работни групи. Тоа веќе јас го правам скоро година. Имав прек до сега негде околу 100 студенти, луѓе што учествува во криптоработните групи. Најмладиот учесник беше 12 години, најстариот учесник беше 70 години. Начинот на кој што го правам тоа со криптоработните групи, овај начин на едукација е во 10 часа, 2 недели. Значи, исто така добиваат примерок од книгата, што ја спомнавме пред малку, и тоа го обработуваме секој ден по 1 час. Затоа што целта ми е луѓето да добијат правата информација и исто така во менито на Токен Падок има опција што се вика VIP letter, VIP писмо и тука се однесува, имам едно тука стајано моје портфолио и тоа е дадено како опција за некој ако сака да инвестира, така да може и од тука да види и да види исто така е напишано која криптовалута, на која менуачин се, на кој начин, кои се начините, како може да се земе, така да и тоа го имаме за опција, затоа што тоа сакам да го дам како опција на луѓето и токму ради овие работи што ги спомнав, затоа Токен Падок е уникатен вебсайт во криптоиндустријата. Прашуваат нешто луѓето, имате можност да прашуваат таму, одговарате? Апсолутно, имаме ние контакт, имейл, така да секој што има било какви... Претпоставам дека прашуваат нешто кој што и јас ги прашувам ова вече, бидејќи со непознавања сакате да инвестирате, сакате да знаете. Книгата ја споменуваме, тоа е
Практично прва книга во Македонија, прв пат на тема Во историјата дури и превод немало во Македонија. Што е она специфично што може самиот автор да каже за оваа книга? Односно Дарко. Вака сега, јас лично имам прочитано многу книги за криптоиндустријата, но меѓутоа немам сретнато книга каде што начинот на кој што јас го опишувам во мојата книга, таков начин на опишување го немам. Зошто? Затоа што пред се, мојот начин и пристап на оваа книга е малку поинаков, односно чисто едукативен, школски пример. Значи, кога одиме, нели, кога зборуваме нешто школски да го учиме. Значи, мојот пристап во книгата е школски. Почнувајќи, книгата е поделена на 9 модули, почнувајќи од економија, денешната економија, затоа што многу луѓе, како што реков пред малку, не се запознаени што е тоа монетарна политика, што е фискална политика, како функционираат работите. Значи, тука малку да се запознаеме и после веќе од вториот до 8 модул се занимаваме со криптовалутите и се што презентираат тие, односно криптосветот, почнувајќи од блокчейн, од вториот модул и на последниот модул се задржувам на новите дигитални валути на централни банки, што ќе бидат реалност следната година. На централни банки говориме дека централизирањето не е дека е на некој начин ризик, а сега централните банки ќе издават. Да. Што значи тоа? Малку повеќе околу овој дел. Да. Фасцинантно, мене ми е фасцинантно што во македонските медиуми досега некако оваа тема за дигитална валута на централна банка е некако како табу. Јас се слушам прв. Да, мене ми е многу фасцинантно, а за жал е многу дистописка идеја овие дигитални валути на централни банки, затоа што со излагањето на овие вид на валути, тие милуваат да ги кажат како новите дигитални валути, така милуваат да ги рекламират, но меѓутоа не се само тие дигитални валути, технички гледано тие се токени на централизиран леџер. Што значи тоа? Тоа значи дека тој токен на централизиран леџер може да биде програмиран на било кој начин по желба на централната власт, односно владата и централната банка. Тоа представува голем проблем за човековите права и слободи. Тоа е една работа. Втора работа, исто така, кешот ќе исчезне многу побрзо од што сите очекувавме. Кешот, моја претпоставка дека во 2025 најкасно нема да постои. Тенденцијата се забележува многу повеќе надвор од Македонија, меѓутоа почнува и кај нас со некое побавно темпо. Во многу други држави веќе кеш многу малку се употребува, тоа е точно. И така да, токму поради овие работи што ги спомнав, централната моќ ќе стане уште посилна. И овој свет што го знаеме сега со комерцијални банки насекаде, шалтерски систем нема да постои. Од следната година, кога ќе излезат овие дигитални валути на централни банки, комерцијалните банки нема де факто да постојат. Нема да постојат во буквална смисла на зборот. Затоа што идејата со овие валути нови, дигитални на централната банка, идејата е за секој еден поединец, фирма, без разлика кој, да има врзано сметка со централната банка, со нивниот леџер, односно тие токени презентираат денешните фиат валути, вредноста. Тие ќе бидат еднакви на фиат валутите. Тоа јас би рекол, ако правилно го сваќам, дека овој систем кој што досега го имаме, сака да го врати ударот и да ја преземе до некаде контролата на криптосветот. Апсолутно. Тоа е било таков обид, ако не се лажам. Апсолутно тие затоа побрза, затоа што тие знаат многу добро. ММФ имаше извештај во априлот, каде што посвети голем дел на криптовалутите, особено на децентрализирани финансии. Нешто што и јас го имам офатено во книгата во 6-тиот модул, затоа што, како што реков, криптосветот е посебна наука. Не е така едноставно. Значи, е вистина една робусна структура, каде што нуди слобода за секој поединец. И еднаквост за секого. Нема тамо приоритет за никого. Споменавме досега во емисијата дека има разни ситуации кога луѓето се жалат дека изгубиле многу средства. Значи, ризикот очигледно го има. И тие ситуации сосема јасно дека создаваат недоверба дополнително за оние кои што не знаат. Ќе ја споменеме Ружа Игнатова,
бугарката која што ја снема и направи голема измама со големи средства, многу луѓе измамени. Во Македонија веќе има некои луѓе кои што се под удар на такви слични измами. Колку се можни измамите и како луѓето да знаат каде нема да бидат измамени во оваа ситуација, каде нема да бидат предмет на класичните пирамидални измами од минатото, меѓутоа во некоја друга форма спакувани така како убава обланда. Јас на оваа тема исто имам фатена, оваа тема имам фатена во мојата книга во 5-тиот модул, затоа што, како што реков пред малку, значи 7 модули се однесува на криптоиндустријата и сите работи се офатени, буквално сите работи се офатени, така да вклучувајќи како луѓето да препознаат измама. Сега, има многу начини на измама во криптосветот, затоа што, како што рековме, е нешто ново. Сега, зошто луѓето се доведуваат во ситуација? Ради една причина, поради неедукација. Кога луѓето би се едуцирале, не би се ставиле во таа положба. Се извинувам. Сега, имаме неколку примери. Веќе набрам некои. Пример имаме лажни майнер апликации, како Pi Network. Некој уште го смета, мисля дека е криптовалута, тоа нема врска со криптовалута, тоа е лага. Тоа беше споделувано по SMS, па секој ден да кликнеш и слично знам дека некои луѓе не милуе, тоа е интересна ситуација, значи. Еве пример тоа го спомнам. После исто така можете да видите по социјалните медиуми каде што се споделува, пример некој споделува дека наводно Елон Маск има свој коин и така натака, па инвестирај во овој коин, или пак има интересна лага што се шири, такви начини на измами. Ако пратите на оваа адреса толку одредено крипто, вие ќе добиете за возврат дупло или тродупло, не знам што, такво нешто во криптосветот не постои. Сега, ако некој се најде во одредена ситуација каде што приметил некаков вид на рекламирање на одредени криптовалути, може слободно на токен падок да оди на првата страна и да ја пребара таа криптовалута по име. И од тука ќе види дали вистината постои, затоа што кога ќе видите, ќе кликнете на таа, ако постои, има таму официјален вебсайт, на мојот сајт се стават и линкови, кога кликнувате на одредена паричка, да речеме, на одредена криптовалута, имате таму сите информации, официјални информации. Прво од тука се почнува. Второ што се гледа, OneCoin го споменавте. OneCoin не ни беше криптовалута, тоа е проблемот. Затоа што луѓето, како што реков, немаат едукација. Затоа се ставиле во една таква непријатна положба. Затоа што, за да биде нешто криптовалута, мора де факто да функционира на блокчейн. Ние гледаме денес одредени ентитети, нема да ги спомнам кој, им продаваат криптовалути што не се криптовалути и им продаваат акции што не постојат. Затоа што нешто да биде акција, мора да е од фирма што е публикувана јавно и ставена на берза, за да биде тоа акција. Како тогаш луѓе во држава, во Македонија, па и во светот, некој за да заработи милиони денари, евра, долари, треба да биде познавач на бизнисот во најголем дел, барем основа. Како и такви луѓе потпаднаа на измами па изгубија по десетици милиони? Тоа е факт. Како што реков, значи овде се работи за нов вид технологија и економија. Многу луѓе се збунети. Дури доктор на науки по економија не знае ништо за криптовалути. Одговорно ви тврдам. Затоа што ова, како што реков, е нов вид на економија и технологија. И многу е лесно за луѓе, пошто луѓето немаат допир, до пред неколку години нема воопшто допир за едукација, во последниве години излегува некои можности да се едуцираат онлайн, сега веќе постојат и затоа, како што реков, мора луѓето да се едуцираат за да знаат што е што. Јас токму затоа одам на ова, затоа што сакам секој да знае што е што и да ги обучам луѓето емнаш за секогаш, да знаат како да прават проценка на одредени проекти и кому да веруваат и на кој начин. И за да се заштитат луѓето. Апсолутно, апсолутно. Значи информациите се битни да се заштитат. Меѓутоа, и за да се заштитат и за да има ред во областа, веројатно е потребна и регулатива. Вие сте еден од оние кои што се залагаат за регулатива на криптовалутите. Во кој смисол? Што е вашиот предлог? Што би можело да се преземе? Да. Прво треба, значи прво и основно еве сега конкретно. Јас со тоа што го работам, сакам да им издам на сите
како еден вид на дипломи, нели кога одите во приватна школа, еве пример на англиски, сертификати си дојде добивате диплома и сертификат слично. дека сте завршиле англиски. Так. Нели? Јас сакам тоа истото да го направам, но меѓутоа не можам во Македонија. Сега, ако јас сум тука во Македонија исклучиво поради патриотски причини. Значи да има лиценцирани фирми и луѓе кои што можат да издаваат нешто што ќе вреди како документ признај. Да. Сега што сакав да Тоа кажам? се вративте во Македонија, знам дека колку време не сте? 10 години? Од 2013 година. Значи имам живеено во Австрија, во Швајцарија, последно во Гран Канарија. Во време кога сите бегаат од Македонија, вие се враќате. Да. Зошто? Мислам прашање кое што многумина ќе ви го постави, ќе речат што ви е на вас. Прво и основно мојата работа, јас сум од 2019, јас сум тотално финансиски независен. И за мене се исто каде ќе се наоѓам како физичка положба, затоа што може мојата да работите работа од било каде само да има интернет. Да. Тоа е главната причина, а тоа што сум тука тоа е мојата желба. Сега, за регулациите кои зборуваме. Така. Прво и основно, треба да се стават криптовалутите во закон, во рамка и да се дефинира која криптовалута, каква е, што е и на кој начин треба да се издава. Кој смее да продава, кој смее да препродава, кој смее на кој начин да заработува. Сега, јас имам тука еден пакет мерки. Ако еве се ќе ви кажам еден пример пред да навлезам во тие пакет мерки. Имаме ситуација каде што Ел Салвадор, и јас пишувам на мојот вебсайт, на сите светски медиуми пишува за тоа. Ел Салвадор беше првата земја што го зеде биткоин како своја национална валута. И го користи како втора национална валута, затоа што веќе го имаат америчкиот долар како прва национална валута. Нивни моментално, додека сите економии крашираат, моментално Ел Салвадор е единствена економија во светот каде што е моментално, дури да речам и имун на ова што се случува како феномен, оваа рецесија. Тоа е една работа. Втора работа, пораст на БДП. Имаме најдобар во историјата на државата во Ел Салвадор. Само една година и пол од кога тие го донесоа биткоин како официјална валута. Што се Има случи? директна некоја поврзаност. Апсолутно. Значи можно е да промени Апсолутно. и во таква насока. Апсолутно. Јас и на мојот вебсайт пишував дека Русија, пошто е санкционирана од SWIFT системите, за тие што не се запознаени SWIFT системи, тоа се еден вид на централизиран леџер каде што ги споделува информациите меѓу централни банки за да може да се направи еден трансфер од една држава во друга. Русија беше блокирана од SWIFT системот и со тоа не можеше да ги продава своите енергенци, како газ, како нафта. Што направи Русија? Направи Русија еден одличен потек, го искористи биткоин, затоа што, како што реков премалку, биткоин е децентрализиран, не е возможно да се направи цензура на биткоин. И тие направија трансфери, односно продажба на газ и на нафта во биткоин. И така е направена таа трансакција. Сега да се навратам малку на Ел Салвадор и за економијата. Над 60% туристи, накачено е стапката на туристи во Ел Салвадор. Затоа што има многу криптоентузијасти, инвеститори, луѓе што сакаат на таква клима. Јас дури лично сум размислувал за да се преселам таму, можеби понатака, зависи. Сега, конкретно за Македонија. Јас тоа што го имам како пакет, сет мерки, може тоа да се спроведи секаде. Јас прво ќе го понудам тука, а потоа ќе го стам буквално како понуда за било кој што сака да го спроведи. Прилика во која насока е тоа, еве, кратко, колку што може да се каже. Да, еве сега вака. 30 години во Македонија се изнаслушавме со еден феномен, еден збор, како да се сузбие корупцијата. Сите наводно се борат да се сузбие корупција. Наводно. Но меѓутоа, очигледно не се. Кога што гледаме 30 изгора години, веќе тоа не можеме да го видиме како реалност. Нема искоренување, нема. Сега, блокчейн технологијата може буквално преку ноќ да искорени било каква корупција. Прво од тука да почнеме. Втора работа. Кога станува збор за националните ресурси, односно националните пари, нашите сите заеднички пари, кога би се имплементирала блокчейн технологијата во јавни предпријатија, во општини, на државно ниво, на било какво ниво, ние ќе имаме заштеда
од проценките мои се дека негде околу од сегашниот буџет би биле заштеда околу 20% од вкупниот буџет. Право од тука да почнеме. Втора работа, да им се дозволи на сите правни лица да можат да примаат криптовалути. Право тука. Ако тоа се направи, значи дефинитивно ликвидноста на денарот ќе се зголеми, можеби и за 50%, а можеби дупло, зависи со тек на годините, како што иде експанзијата, како што светот научува кога би се имплементирало. Дефинитивно, значи, ќе имаме пораз во секој домен на економијата, во секој поглед, во секој фрагмент, би рекол. Исто така, токенизацијата е еден феномен што го носи самијата блокчейн технологија. Еве пример сега сакам да ви кажам. Имаме моментално проекти што, пример, можат да купат фракционално имот. Како тоа? Пример, да речеме дека некој сака да купи стан, еве да речеме во Охрид, на туристичко место. И сега не може да си дозволи да одвои 80.000 евра за станот. Но меѓутоа, со ова блокчейн технологија ќе биде возможно, пример, да има тројца купци на тој стан и да можат сите да го имат истовремено. И да го направат тоа преку токенизирање. Значи, токенизација на се, токенизација на акции македонски. Што значи тоа? Кога би се направило такво нешто, би имал секој инвеститор од цел свет, не само македонците, во акциите македонски. Тоа значи инпут во економијата, од секој поглед. Ако одиме сега, пример, кај земјоделците, кога би се користела блокчейн технологијата, вие можете да гарантирате за продуктот на кој начин, од која нива дошла, на кој начин било огледувано, за да може да оди во светските пазари. И тогаш вие со тоа гарантирате за квалитетот. Значи, овие се само дел од тие работи, од пейсажот, што може овие правилни, кога би се донесле правилни мерки. Јас стојам на располагање и на владата сега, на било која... Оставихте ли некакви контакти со луѓе кои што Јас се обидувате ли да направите? Имав, пробував, јас лично пробував, затоа што, како што реков, мојата мотивација е само да ја помогнам на државата, затоа што оваа технологија оставена буквално за секој да ја користи. Сега, работата е начинот на имплементација. Јас, како што реков, се обидов, имав некои така со надворешни соработници, дискусии, но меѓутоа за сега се уште не можам да видам некој интерес за ова. Може би затоа што ова носи транспарентност, не знам, но меѓутоа дефинитивно едно можам да гарантирам дека Македонија може буквално да се прероди кога би се имплементирала оваа технологија и овие нови финансии. Кога би се имплементирала во секојдневието, во живеачката на секој. Може ли... И со тоа само да довршам. Со гаранција данокот што ќе како што иде прилив во буџетот на Македонија ќе се зголеми барем за 100%. Тоа сакав да прашам. Значи тогаш ќе биде изложено повеќе да и државата да си го земе своето, бидејќи државата мора да наплатува даноци и слично. Во моментов не знам колку светот на криптовалутите е во тој систем, инаку ќе треба да биде веројатно и тоа би требало да е интерес на државата. Практично тргам да го поставам последното прашање, бидејќи говоревме Македонија во моментов можеби сака, можеби не сака. Со оглед на тоа, кој е вашето мислење, каков е криптосветот во иднина, кои се прогнозите за иднина, како гледате во иднината, дали може да се случи и да не сакаме да мораме да се прилагодиме, ако светот оди во таа насока? Прво и основно, значи мора сите да разбереме дека овој свет се движи кон дигитализација. Многу луѓе ќе ја изгубат својата работа. Конвенцијални работи како диспејџер, како пример поштар, камионџија, работник во фабрика, сите тие работи со доаѓање на дигитализација, роботизација и вештачка интелигенција во сите сфери на општеството, де факто светот се променува. Јас сум сигурен дека за 5-6 години светот што го знаеме денес ќе биде тотално променет. Најмногу би придонесле овие валути, дистописки што ги спомнам на централните банки, и тие се против тежа на криптовалутите. Но меѓутоа, тие сами знаат дека блокчейн технологијата е нешто незапирливо. Дури во Кина, каде што е ставена како нелегално, моментално луѓе доста тргуваат со криптовалути, затоа што едноставно не можете вие да го заприте блокчейнот. Значи, тоа е невозможно. Сега,
Каде ги гледам криптовалутите? Криптовалутите ќе бидат составен елемент од секојдневната живеачка на секој еден човек ширум светот. И очекувам од денесните 1 трилион маркет капитализација да прерасне за наредните 5 години од сега, барем до 50 трилиони маркет капитализација долари, американски долари. Така да дефинитивно очекувам пута 50 што ви рекле, а и многу повеќе најверојатно. Да завршиме на наједноставниот можен начин кој што за мене е најважен во моментот за многу граѓани. Кога сака некој да влезе во светот на криптовалути, прво како вложува пари, купува одреден број на криптовалути, како може да следи како се движат неговата вредност, неговите вложувања и на што треба да внимаваат уште еднаш подсетување. Еве за крај само како препорака за гледачите. Може да ги следат, значи вака, секој може да купи, може и на овие централни менувачници, што јас лично не ги препорачувам многу, или на децентрализирани финансии. Тоа се апликации, односно протоколи, што се изградени внатре одозгора на блокчейн мрежата, и тука може секој да има интеракција со тој протокол, односно овие децентрализирани финансии нудат се што една денешна банка би нудела како услуги. Но меѓутоа, за разлика од банките, овие не се посредници и се отворени за секого. Се децентрализирани и отворени за секого. Така да секој што има конекција на интернет и може де факто да си купи криптовалути. Сега, цените кај може да ги следи? Може да ги следи на Токен Падок, може да ги следи на други вебсајтови што ги имаат презентација на цела криптоберза во живо, така да можете да си одберете кои криптовалути, пример, ги имате купено и од тоа да си ги следите секојдневно, не мора да влагате на менувачница секој ден. Така да тоа е начинот и како што реков, морам ова да спомнам, едукацијата е теналот. Значи не можете, јас имав примери каде што пријатели мои викаат, јас го продадов мојот биткоин пред неколку години затоа што не знаев што е. Не знаев колку е моќно, не знаев што оди. Затоа многу е битно, сега тоа е исто, ние се наоѓаме во една ситуација каде што бевме со Амазон, со Facebook во 2000-тите. Тоеш луѓето не беа свесни колку може тие да прераснат. Значи, еве така да го гледаме нештото. Моментално ние тука сме со криптовалутите. Значи, пред еден голема светска адаптација и прифаќање на криптовалутите и употреба. И де факто тие нудат генерацијска можност за заработка и за финансиска независност, апсолутно. Значи, во иднина на некој начин тоа ќе биде иднината во финансискиот и економскиот свет. Апсолутно, да. И јас верувам дека криптовалути ќе бидат во одредени држави ќе бидат во симбиоза со централните системи, со фиат валутите. Така. Благодарам, Дарко, за гостувањето во нашата емисија. Се надам малку појасно име на гледачите. Очигледно дека граѓаните како граѓани ќе се информираат и ќе се обидуваат да добиваат информации и да вложуваат, меѓутоа очигледно дека финансиските системи на државите веројатно ќе треба добро да се прилагодуваат во иднина кога веќе таква е нашата иднина. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ми беше драго. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот, интервјуто со Дарко Симуновски, криптоексперт. Се надевам имате малку појасна слика пред се од аспект на тоа каде треба да внимавате, што се треба да се информирате, за да не бидете предмет на она што се случува некои луѓе што се жалат дека загубиле многу пари. Во секоја работа, во секој бизнис, во секој вложување потребни се добри информации, квалитетни, вистински. Обезбедувате ги таму кај што најмногу се релевантни. Нашиот гостин ви посочи некој од нив, се надам ќе ви користат. Пријатна вечер. Се гледаме во среда со ново издание на Што мисли народот.